По 51 пат на Рудина кај Долнени грмнаа тапаните, писна зурлите и кавалите. Се разлеа низ целото поле македонската традиционална музика и песна. Над 300 учесници се дел од овогодинешното издание на фестивалот Пеце Атанасовски. Најголемиот чувар на нашиот мелос, традиција и идентитет. Секако целта на овој фестивал е токму зачувување на традиционалните инструменти, традиционалното пеење, каде што учесниците го презентираат секој на свој начин, односно од регионот од каде што доаѓаат. Особено оваа година имаме навистина голем интерес од млади гајдаджи, млади инструменталисти, кои што оваа година ќе ни се представат и на двете фестивалски вечери. Фестивалот, меѓу другото, освен тоа што ги мотивира и повозрастните да се осмелат да отсвират она што го знаат, исто така има за цел и да ги мотивира и младите што повеќе да учествуваат на овој фестивал. Пораката да продолжиме понатаму, што повеќе да имаме млади учесници, а да им даде Господ здравје на постарите, да ја следиме традицијата и нивните корени да продолжат и понатаму да се негува оваа наша традиција овде. Најмногу радува фактот што се повеќе млади се дел од овој фестивал. На дедо Чичко му свираше гајди, дедо ми каже и јас почнав да свирам. Многу убаво се чувствувам, многу. Сакам кога пораснам да бидам тапанџија. Има еден учител што свири и ме научи да тупам. Тој за мене е најдобар инструмент. За постарите ова е најдобриот начин да се зачува нашиот мелос и да се продолжи од идните генерации. Фестивалот значи многу нешто, посебно за народната и за Македонија, со македонски инструменти. Јас лично сум учествувал некој, овако ми е четврти или пети пат. Многу е битен, многу е битен за Пеце Атанасов, ова е многу нешто. Да не друже, да се видуваме, да се унудиме, това знам како ја, од него се воа тоа. За него, тоа е негова заслуга. Многу значи. Јас секоја година тоа дојшов, првите години. Доваѓах тука. И многу убаво што гај по 2 дена, по 3 бееме тука на вај фестивал. Имаш и гости од Холандија, кои што дел свиреа, а дел пак го снимаа фестивалот. This is a kaida from Injevo, but it's a stara kaida, 75 years old. It's a very good kaida. I like the folk music of Macedonia. And I have learned a lot of melodies from Eastern Macedonia. I like the rhythm, the different rhythms, pa 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 ta 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 ta, and so on. Because of its emotional value, scratches on your soul. Is really. And that's what we feel. That's what we feel. And important is that we think that. Yeah, you should preserve as much as possible for later for younger people who want to know what the source of the music is. И двата фестивалски денови годинава се одржуваат на Рудина во Долнени.